Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Во Тетово, двојно повисоки даноци за имот. Општината тврди дека е поради валоризација. Пак е искршена спомен плочата на Карпалак. Вандализмот е пријавен и кај меѓународната заедница. Не заборав, оддадена почит на 10 бранители кои беа убиени кај Карпалак. И Ахмети ќе проба да прави шарена револуција. Македонија ја очекува бурна и турбулентна есен. Аеродромските безбедносни служби постапиле професионално, се следеле меѓународните правила во случајот на Вјоса Османи, велат од Агенцијата за цивилно воздухопловство. 53-та семакедонска средба во Трново Битолско. А на самиот почеток информацијата дека на повеќе локации во Скопје денеска ќе бидат одбележани 23 години од загинувањето на 8 припадници на резервниот состав на армијата кај местноста Љуботенски Бачила. Делегација од Министерството за одбрана и Генерал штабот на армијата, предводени од началникот на Генерал штабот генерал подполковник Васко Ѓурчиновски, ќе положат венци со цвеќе на спомен обележје нападнатиот бранител Томислав Настевски од општина Ѓорче Петров, а потоа и на спомениците нападнатите бранители во Волково, Љубанци и во касарната Илинден. Делегација на Собранието на Република Македонија во состав Каролина Насковска и Благој Бочварски ќе положи цвеќе и во селото Љубанци. Почит за загинатите бранители ќе им биде оддадена и во општина Ѓорче Петров пред споменикот во нивна чест, поставен кај кружниот тек во Волково. На 10 август 2001 година воено-товарно возило на патот кај местноста Љуботенски Бачила нагази на мина при што животите ги загубија Томе Бадаровски, Гоце Чанкуловски, Бранко Јанев, Томислав Настевски, Маријанчо Бошковски, Ивица Златевски, Томе Димовски и Раде Јанковски, припадници на резервниот состав на армијата. Помина време, многу време, и мислев се сум сватил. Помина време, грешките наши, јас сам ги платив. Не знаев дека така може да те лажат, Боже. Пустото време лузни прави, длабоки како бразди. А има луѓе живеат така, без душа празни. Не знаев дека така може да те лажат, Боже. Немало късмет, немало среќа за секој овде на земја. Немало късмет, ни малку среќа и губам надеж полека. Барем да бидев еден себаб за еден живот колку треба. Немало късмет, немало среќа за секој овде на земја. Некој на младост, некој на
na starost, nekoj ko mene nikogaš, barem da vidim jedan sevap, za jedan život toliko mi treba. Nekogaš mislim se ke projde, za mene den ke dojde. No džabe bilo, ne vrti listot, se pake isto. Ne znajev deka tolku može, da ne lažat Bože. Nemalo късмет, nemalo sreća, za sekoj ovde na zemlja. Nemalo късмет, ni malku sreća, i gubam nadeš poleka, barem da vidim jedan sevap, za jedan život koliko treba. Nemalo късмет, nemalo sreća, za sekoj ovde na zemlja. Nekoj na mladost, nekoj na starost, nekoj ko mene nikogaš, barem da vidim jedan sevap, za jedan život toliko mi treba. Barem da vidim jedan sevap, za jedan život toliko mi treba. Пред шалтерите во зградата на општина Тетово секој ден голем број тетовци доаѓаат за да се информираат зошто им се покачени сметките за данок на имот, а новите сметки кои се однесуваат на данокот на имот за 2024 година се за 100% повисоки, а некаде и повеќе од оние што плаќале во изминативе години. За ваквото поскапување општина Тетово до сега никаде не даде информација на што се должи ова, па затоа револтот на граѓаните е навистина голем. До сега за мојот стан сум плаќал данок на имот во висина од 1000 денари, а сега ми дошло да платам 2200. Сега треба да платам и за подрумот, и за дворното место, и за кој знае уште што. Ова е покачување за 100% и не знам што е направено, вели еден тетовец. Овде сме поради покачување на цената на данокот. До сега плаќав 2100 денари, а сега ми дошло да платам 5350. Нормално е дека оваа цена е многу висока. Овде на шалтерот ми рекоа дека јас не живеам во тој стан и затоа плаќам повеќе. Ова е навистина многу, вели еден тетовец. Од општина Тетово, од секторот за финансии велат дека не станува збор за покачување на износот на данок на имот, туку дека само е направена валоризација на имотот на граѓаните, што според раководителот на секторот е законска обврска на општината и треба да се прави на секој 4 години, а која обврска досега години наназад не е направена. Ние како општина со закон сме обврзани секој 4 години да извршуваме ревалоризација на сите имоти кои се под општина Тетово. За ова да го направиме ни е дадена и препорака од Државниот завод за ревизија. Всушност нема зголемување на даноците бидејќи ставките се исти. Така за еден имот, например стан, некогаш е проценет на 200 или 300 евра за метар квадратен и досега не била направена нова проценка, односно тој податок со години не бил променет. Сега со новата проценка, која е врз основа на пазарната вредност, добиваме реална вредност на недвижностите во општина Тетово. Значи станува збор само за ревалоризација на имотите, вели Нуредин Деари, раководител на секторот за финансии на општина Тетово.
Со новите даночни решенија, тетовци сега ќе мораат, освен за просторот каде што живеат, да плаќаат и данок на општината и за подрумите, дворовите и гаражите кои ги поседуваат на нивно име. Вистина е дека дел од нив плаќаат повисоки сметки, но тоа е резултати на опфатот, односно дека не биле опфатени сите имоти кои ги поседуваат, а имаат обврска да ги пријават после добивање на решението. Ревалоризацијата е извршена по закон, а ја направиле нашите лиценцирани проценители и тие се надлежни за висината на проценката на имотите. Свесни сме дека има и направено и грешки, бидејќи податоците се превземени од катастарот, па затоа за граѓаните имаме отворено 3 шалтери каде ќе можат да се информираат и да поднесат жалби и приговори и каде можат да се извршат евентуални корекции, појаснува Деари. Според секторот за финансии на општина Тетово, со оваа проценка се опфатени 709.000 метри квадратни самостамбен простор. Оданочено е и земјоделското земјиште кое не се обработува, но ако некој собственик донесе изјава дека нивата што е оданочена се обработува, тогаш ќе се ослободи од плаќање на данок за тоа земјоделско земјиште. Pesno moja, ti si život moj. Pesno moja, angelu moj, ti me vodiš, ti me miluvaš. Ljubov mi dari, ljubov daruva. Ej pesno moja, pesno ubava. Ej pesno moja, duša otvaraš. Ej srećna sum ti i blagodarna. I kje te pejam, duri sum živa. Ej pesno moja, pesno ubava. Ej pesno moja, duša otvaraš. Ej srećna sum ti i blagodarna. I gdje te pejam, duri sum živa jas. Kaj da pojdam, bez tebe ne odam. Somojte momci, peme na glas, da se čuje, ej na daleku. Kade ni svetot ti ne odvede. Ej pesno moja, pesno ubava. Ej pesno moja, duša otvaraš. Ej srećna sum ti i blagodarna. I gdje te pejam, duri sum živa jas. Ej pesno moja, pesno ubava. Ej pesno moja, duša otvaraš. Ej srećna sum ti i blagodarna. I gdje te pejam, duri sum živa jas.
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Како те млада залюби и по тебе памет изгуби. Откако те млада залюби и по тебе памет изгуби. Стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборој верувај ми. Не ли ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборој верувај ми. Што има се ти подари, света младост си ја изгуби. Се што има се ти подари, света младост си ја изгуби. Стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборој верувај ми. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите
uspila. Kaži, koji te milува, koji te gari, koji te uspila. Ne li ti stiga moja ta mladost, kaži mi ti, i nasi te zboroj veruvari mi. Ne li ti stiga moja ta mladost, kaži mi ti, i nasi te zboroj veruvari mi. Министерството за одбрана соопшти дека најострого осудува немилиот настан со оштетување на спомен плочата на загинатите бранители кај местноста Карпалак. Настанот е регистриран од надлежните служби на Министерството уште во раните утрински часови, велат од Министерството за одбрана. Настанот веднаш е пријавен во Министерството за внатрешни работи за превземање соодветни мерки за идентификување на сторителите на овој немил чин. По соодветните дипломатски линии случајот е пријавен и до меѓународната заедница. Министерството за одбрана веднаш превзема активности за поставување на нова спомен плоча и истата ќе биде поставена во најбрз можен временски рок, информираат од Министерството за одбрана. Во поглед на поставувањето на спомен обележје на местноста Карпалак, Министерството за одбрана информира дека во изминатите 7 години превземени се иницијативи за поставување на спомен обележје кои не се во согласност со законската регулатива од оваа област. Имено, не е земено предвид дека местото каде што е предвидено да се постави споменикот е заштитен појас каде може да се градат објекти во функција на автопатот и постојано се добиваат негативни одговори од надлежните институции, односно се превземени активности за да не се постави апсолутно ништо, додаваат од Министерството за одбрана. Министерството за одбрана во координација со надлежните институции ги разгледува сите законски можности за поставување на достојно спомен обележје. На обележувањето на 23 годишнината од смртта на 10 бранители, заедничка делегација од Министерството за одбрана и Генерал штабот на армијата положија цвеќе на спомен плочата на бранителите кај местноста Карпалак. Во спомен на бранителите, во родниот град на македонските херои Прилеп, беше оддадена почит и беа положени венци со свежо цвеќе пред комплексот Карпалак. Goce mi otišao vo soluna grada, vo soluna grada, volavna me Jana, ajde tam je jalo, rujno vino pilo, ajde tam je jalo, rujno vino pilo, more moma Makedonka, kako go subova, taka go prašuva, kako go subova, taka go prašuva. Što si bre goce, toliko za
zamisleno, toliko zamisleno, srce nataženo, da li ti je goce četa rasturena, ili ti je goce puška rđosala. More, al me prašaš u balasu luke, pravo će ti kažam, nema da te lažam, ni tu mi je četa mene rasturena, ni tu mi je berdan puška rđosala. Koja si baram na ljubava moma, na ljubava moma, moma Makedonka, bajrak da naveze i da go napiše, smrt ili sloboda za Makedoncite, bajrak da naveze i da go napiše, smrt ili sloboda za Makedoncite. Во местноста Карпалак на патот Скопје-Тетово беше одбележан трагичниот настан кога пред 23 години за време на конфликтот 2001 година конвој од бранителите беше нападнат од страна на терористите на така наречената ОНА. Во нападот во кој биле користени ракетни фрлачи и тешки митралези, животот го загубија 10 бранители, сите од Прилеп, кои со камион се упатувале кон касарната во Тетово. По тој повод делегација на владата предводена од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, делегации од председателот на државата, армијата на Република Македонија, политички партии и здруженија положија венци и свежо цвеќе, а свештеници од Македонската православна црква одржаа панихида. И овој пат, како и во изминатите години, присуствуваа и членови на семејствата на погинатите и преживеани бранители од Прилеп, кои по кој знае кој пат зборуваа за своите маки и за негрижата на државата кон нив, како и за недостоинствениот начин на одбележување на овој трагичен настан. Да и се заблагодарам под наводници на владата што води голема грижа за нас и за погинатите. За погинатите се гледа како се грижат, а за нас живите уште повеќе. Само недостасува нас да не прогласат за терористи, да не осудат затвор и да се реатисаат од нас. Дали личи да се полага цвеќе на погинати на вакво место? Овде треба да присуствува врховниот командант. Ние сме армија, а тие дошле со заменици. Централната прослава треба од Прилеп да се премести тука. Ова е местото каде треба да чествуваме, а не во Прилеп, вели Јордан Трајковски од овој град. Секоја година кога се обележува овој трагичен настан, преживеаните бранители и нивните семејства постојано укажуваат на тешката состојба во која се наоѓаат и за големата негрижа која ја покажува државата кон нив. Ние немаме никакви права, не можеме да извадиме еден документ дека сме учесници во одбраната на државата во 2001 година. Ние, а и децата на бранителите кои сега веќе се возрастни луѓе немаат обезбедено школување, здравствени услуги, а камоли стан. Ова е срамота. Јас немам ништо против албанците, секоја чест, ама тие кои ја нападнаа Македонија ги имаат сите бенефиции. Ова исто го зборуваме 23 години, но никој не слуша. Ниту да не праша како живееме, имаме ли семејства, деца, дали ни треба нешто.
23 години се бориме за еден споменик и ништо и од ова разочарувањето е огромно, вели Трајковски. Местото на погибијата е одбележено со една плоча на која се испишани имињата на погинатите бранители и таа е поставена на банкината од автопатот. Сите досегашни влади ветуваа дека на ова место ќе се подигне достоинствен споменик, но досега ништо не е направено од ова. Би упатил апел и како дел од владата, а и јас ќе настојувам тука да има едно достојно спомен обележје во чест на овие 10 загинати прилепски бранители, изјави Маријан Ристевски, заменик министер за економија, кој како представник од владата присуствуваше на настанот. На 8 август 2001 година на местото Карпалак загинаа бранителите Сашо Китановски, Нане Наумовски, Бранко Секуловски, Марко Деспотовски, Ердоган Шабановски, Љубек Грујовски, Дарко Велјановски, Веби Рушитовски, Горан Миновски и Пеце Секуловски. Или ќе не примите во владата по принципот победник со победник или одиме на предвремени парламентарни избори. Ваков ултиматум до актуелната власт се крчка во кујната на Али Ахмети во Мала Речица, дознава Плюс Инфо.
Како што брифираат соговорниците на Плюс Инфо, лидерот на ДУИ веќе сериозно крои планови од септември да го изнесе членството на улични протести, кои би представувале своевидна албанска варијанта на шарената револуција од 2016 година. Според најавите, протестите најверојатно би биле фокусирани во Скопје, но очекувано е да се мобилизираат и партиски симпатизери од Тетово, гостивари од другите градови, кои со автобуси би биле носени во главниот град. Партиски извори брифираат и дека влијателни западни амбасадори во Скопје не ги одобруваат плановите на ДУИ, бидејќи се плашат дека тие водат кон дестабилизација на земјата во еден чувствителен период за поширокиот регион. А дека не очекува бурна и турбулентна есен, вчера меѓу редови потврди и портпаролот на ДУИ Арбар Адеми, кој рече дека партијата од септември излегува на терен, откако на Централното председателство во Мала Речица бил разгледан нацрт драфтот на американскиот експерт Пол Вилијамс, кој беше ангажиран од интегративците за да изнајде решение за почитување на легитимитетот и мнозинството. Има ли ДУИ во моментов политичка моќ да ја уценува власта? Има ли партијата на Али Ахмети доволно сила, но и намера за да изврши дестабилизација на државата, доколку не биде исполнето нивното барање? Политичкиот аналитичар Синиша Пекевски вели дека на ДУИ во моментов и се случува трагедијата на СДСМ, односно и се случува пропаст. ДУИ е криминогена политичка партија која над 20 години на власт се интересираше само за собствен економски бенефит. Тогаш воопшто не им беше грижа за граѓаните во целост, вклучително и за граѓаните од албанска националност. ДУИ во моментов се соочува со пропаѓање, па раководството смета дека со небулозни изјави и потези пак ќе се врати на власт. Македонија не е бинационална држава и не постои ама баш никаква можност за прифаќање на принципот победник со победник. Сега ДУИ нема моќ за некаква акција или дестабилизација затоа што нема поддршка од никого. На Европската Унија и Соединетите Американски држави не им е потребен нов конфликт на Балканот покрај многуте во светот. Стратегијата на ДУИ е пропадната инвестиција, нешто слично како и фабриката за електрични возила во Тетово, објаснува Пекевски. Новинарот Насер Пајазити пак смета дека сценариото на ДУИ е со ваквите закани политички да поентира пред локалните избори следната година со цел да ги зачува гласачите. Мислам дека овие нивни закани не се сериозни, туку се работи за обид за некакво политичко поентирање. Веќе видовме дека нивната политика секојдневно ретерира. Оваа стратегија опфаќа и хибридна медиумска кампања која ќе продолжи да тече и во иднина. Во склоп на оваа пропаганда е и спинот дека ДУИ до нова година ќе се врати на власт. На ДУИ прво и се потребни внатрешни реформи, а дури потоа да излезе пред народот со конкретна политичка понуда, вели Пајазити. Љуѓзин Фаризи, доктор по политички науки, вели дека ДУИ не е стабилна политичка партија и затоа нема ни да се осмели да организира протести пред да биде сигурна дека има поддршка на теренот. Мислам дека сега тие го мерат теренот, расположението на луѓето од град во град, од село во село. Мора прво да го измерат пулсот пред да превземат акција. Проблемот им е тоа што нивните клиентелисти кои се вработени во јавната администрација ќе се плашат да излезат на протести. Поширокото членство и симпатизерите пак чекаат да видат што ќе направи коалицијата вреди и дали таа ќе им понуди нешто повеќе од раководството на ДУИ. За жал тоа е тој менталитет кај луѓето кој тешко се менува, објаснува Фаризи. ВМРО ДПМН реагираше преку партиско соопштение во кое наведува дека ДУИ планира агресивно делување за заштита на сопствениот криминал. Ахмети очигледно не ја научил лекцијата дека не треба да го потценува ВМРО ДПМН и дека се што прави еден ден ќе му се удри од глава. Како што му се удри рушењето на принципот на коалицирањето победник со победник, кое тој го наруши 2017 година. Нема да дозволиме една криминална банда да ја киднапира иднината на сите граѓани и кога нема да е на власт и кога ќе треба да се соочи со правдата, да подбуцнува тензии во државата, наведува партијата на Христијан Мицкоски. Македонија е членка на НАТО и демократска држава во која мора да владее правото, се вели во соопштението.
Колку побрзо ДУИ ќе се соочи со реформа, толку побрзо Македонија ќе оди напред кон Европската Унија. ДУИ во моментот е во заложништво на мала група бандити во врвот, а Ахмети од национален лидер на албанците во Македонија прераснува во најголем заштитник на криминалот во Македонија, се наведува во соопштението на ВМРО ДПМН. Ако некој политички субјект планира да создаде дестабилизација на државата, тоа многу тешко ќе заврши по самиот него, тврди пратеникот на Знам Бобан Карапеевски. Не зборувам политички, граѓаните не сакаат дестабилизација. Граѓаните сакаат стабилност, да се работи, државата да оди напред, да се зборува како економијата ќе оди напред, како ќе растат платите, бруто домашниот производ, како ќе го зголема стандардот и така натаму. Тоа треба да бидат темите. Тие што сакаат да ја дестабилизираат државата, нема добро да поминат кај граѓаните и се надевам дека ќе се откажат, дури и да имале некаде таму свесно или подсвесно некаква таква идеја, потенцираше Карапеевски. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Сакаш да ти купам денес на пазар, кога крстот ке го фрлат, да ја облечеш. Мајка да се чуди, татко да се лути, кога јас ке ви тропнам на врата. Ке пуштам, колку да ме слушнат, добар ден да е вечна славата. Немој да се правиш, дека не ме знаеш, а не срцето ме тера да ви дојдам некане. Тој со ништо не се мери, види, а не моја само риза одмери.
a ne sakaš da se kova da ti povraćam, da od zvezdi da go pravam sve do vodici. Grlo da ti krasi, duša da ti gali, Boga ti slatko vreme poslužiš. Majka ti da gleda, tatko ti da shvati, deka ja stija varam rakata. Nemoj da se praviš, deka ne me znaješ, a ne srce to me tera da vi dojdam nekanet. Mera ko te golem, toj son ništo ne se meri, vidi, a ne moja samo jedan od meni. Vidi, a ne moja samo jedan od meni. Тимот инспектори на Агенцијата за цивилно воздухопловство, предводен од директорот Драги Стојановски, изврши повторен увид во доказите и спроведе вонреден инспекцијски надзор во ТАФ Македонија во врска со немилиот настан во кој беше инволвирана и претседателката на Косово Вјоса Османи. При првичниот увид констатирано е дека аеродромските служби надлежни за безбедносни проверки во рамките на своите работни обврски постапувале професионално и придржувајќи се кон правилата кои се наметнати согласно имплементираната меѓународна регулатива, не дозволувајќи заобиколување на стандардите и процедурите, дури и под притисок на лица кои биле во придружба на патникот. Одбивањето на стандардните безбедносни проверки со истите патници согласно евиденцијата се случиле и во 2022 и 2023 година, кога безбедносни проверки се прифатени дури откако водачот на воздухопловот одбил да ги прими патниците во воздухопловот без проведена безбедносна проверка. Доколку службениците на ТАФ Македонија постапиле различно од пропишаните правила и дозволиле пропусти и заобиколување на пропишаните процедури, истите ќе се соочеле со сериозни санкции од Агенцијата за цивилно воздухопловство како тело надлежно за нивна регулација. Со оглед на тоа што се работи за општо прифатени меѓународни стандарди, доколку било кој се сомнева во нивната веродостојност, препорачуваме истата пракса да ја примени на некој од европските меѓународни аеродроми, како би можеле да се уверат во нивната примена, велат од агенцијата. Од Агенцијата за цивилно воздухопловство истакнуваат дека како независно регулаторно тело би сакале да останат надвор од политичките превирања за овој немил настан и жалат што наместо професионална разрешница на овој настан од каде би се извлекле поуки и би се превземале соодветни мерки за нивно облажување и избегнување во иднина, сведоци сме на обид за политичко поентирање и извртување на вистинските причини за негово настанување. Во случајов, истакнуваат оттаму, извинување заслужуваат само аеродромските служби кои, обидувајќи се доследно да извршат својата работа, согласно прифатените меѓународни правила и практики, претрпеа непотребни притисоци, закани и омаловажувања. Со оглед на тоа што ваквите настани не се случуваат првпат, ние како Агенција за цивилно воздухопловство ќе направиме се што е во наша моќ ова да биде последен пат. Случувањата кои следеле подосна, а кои се надвор од безбедносната зона, ги оставаме на решавање на другите институции со оглед на тоа што истите излегуваат од надлежноста на Агенцијата за цивилно воздухопловство, се наведува во соопштението. Оганда го гори тој што ке ми стори, да те остава. Оганда го гори
da zaboravam Makedonijo. Kade da sum, tako sum, ne se davam nikomu. Kade da sum, tako sum, ne se davam nikomu. Da me krsti prekrstuva i da tepa otepuva Makedonijo. Kade da sum, tako sum, ne se davam nikomu. Kade da sum, tako sum, ne se davam nikomu. Da me krsti prekrstuva i da tepa otepuva Makedonijo. Makedonijo. Živa da si Makedonijo. Ogan da go gori, той što ke mi izbori, da te ostava. Ogan da go gori, той što ke mi izbori, da zaboravam Makedonijo. Koji može da ostavi ili da zaboravi, koji može da ostavi ili da zaboravi, ko se delčev i tuguli, da me grujem sandanski Makedonijo. Koji može da ostavi ili da zaboravi, koji može da ostavi ili da zaboravi, ko se delčev i tuguli, da me grujem sandanski Makedonijo. Makedonijo. Živa da si Makedonijo. Slušajte Makedonci, čuvajte go imeto. Slušajte Makedonci, čuvajte go imeto. Makedonsko naše ime, ne dava me da zagine Makedonijo. Slušajte Makedonki, čuvajte si go imeto. Slušajte Makedonki, čuvajte si go imeto. Makedonsko naše ime, ne dava me da zagine Makedonijo. Makedonijo. Živa
си Македонија. Традиционално во подпелистерското село Трново по повод големиот празник Илинден се одржа 53-та семакедонска и линденска средба во организација на Матицата на иселениците од Македонија, Сдруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија од Битола, Сојузот на Сдруженијата на македонците и деца бегалци од Егејскиот дел на Македонија, Македон и Светскиот македонски конгрес. Присутните гости и организаторите ги поздрави градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски. Во име на културата, традицијата, меѓусебното почитување и зајакнувањето на нашите врски на соработка и разбирање за заеднички напредок и годинава на големиот празник Илинден ја имаме можноста заедно со нашите пријатели и селеници од сите краеви на светот, заедно да празнуваме на ова прекрасно место во дворот на Македонската црква Успение на Пресвета Богородица во подпелистерското село Трново. Верувам дека со сите наши заложби и ангажмани како локална самоуправа ќе успееме да ги мотивираме и поттикнеме барем дел од нашите иселеници повторно да се вратат во Македонија, во Битола, каде заедно ќе продолжиме да инвестираме во подобра иднина и подобри услови за напредок на младите генерации. Светското искуство секогаш може да даде позитивна насока во идеите, иницијативите и проектите кои се реализираат за поубава Битола. Се разбира, печалбарството оставило траги во развојот на општина Битола и Република Македонија, но верувајте, нема подобро од родниот крај, кој ви подава рака за враќање назад во татковината. Овде сите заедно да живееме, овде да растат новите генерации македонци. Општина Битола ќе ги негува и унапредува културните врски со иселениците од Македонија. Ја продолжуваме и ќе ја унапредуваме соработката за проекти од заеднички интерес за доброто на сите македонци и на сите иселеници од Македонија. Општина Битола ја продолжува меѓународната и меѓугранична стопанска и културна соработка со Република Грција и Република Албанија како важни компоненти на развојот во општината и во Република Македонија. Ви посакувам добар престој во Битола и во Македонија, ви посакувам здравје и живот, мир и љубов, среќа и радост, успех и беричет вам и на вашите семејства, рече градоначалникот Коњановски во своето обраќање. Средбата во Трново беше збогатена и со културно-уметничка програма. Од 2014 година и обединувањето на 34-та погранична средба на македонците од Егејскиот дел на Македонија и 43-та светска македонска иселеничка средба во една и единствена семакедонска средба, општина Битола продолжува да биде поддржувач на оваа значајна манифестација како обележје на Битола и нејзините бројни иселеници. Гледам
Tanka snaga gršam jaz I da gršam I da gledam fajde nema Dušo moja šekerna, šekerna Ti kaleša neverna Šekerna, šekerna Ti kaleša neverna Marketing Sonce od tvojte руси коси Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг Ке си зема мома лична, мома убава, богата од добра куќа и од добар сој. Ке си зема мома лична, мома убава, богата од добра куќа и од добар сој. Ете мајко, решив да се женам, да ти најдам одменица, нека чујам, нека знаат сите,
da se ženi, majko, sino tvoj. Ete, majko, rešim da se ženam, da ti najdam od meni car. Neka čujat, neka znat svite, da se ženi, majko, sino tvoj. Neka reči pesna, majko, se dozorite, dosta luta pomejani so drugarite. Neka reči pesna, majko, se dozorite, dosta luta pomejani so drugarite. Ete, majko, rešim da se ženam, da ti najdam od meni car. Neka čujat, neka znat svite, da se ženi, majko, sino tvoj. Ete, majko, rešim da se ženam, da ti najdam od meni car. Neka čujat, neka znat svite, da se ženi, majko, sino tvoj. Da se ženi, majko, sino tvoj. Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Традиционално, за крајот, капчето за најмладите и приказната Царевото ново руво. Ви посакувам пријатен ден. Царевото ново руво. Си живеел некогаш некој цар кој многу сакал нова облека и сите пари на тоа ги трошал. И на смотра кај војниците, и на театар, и во шумата на прошетка одел само за да ја покаже својата нова облека. За секој час во денот тој имаше посебна облека. И како што се вели за цар, тој е во советот, за него велеа, царот е во гардеробата. Градот во кој живеел царот бил голем и весел, така што речиси секој ден на посета доаѓаа странци. Па еден ден таму се појавија двајца измамници. Се представиле тие како ткајачи и рекле дека можат да исткајат прекрасна ткаенина од која подобра не ке се најде. Таа ткаенина не само што имала убава боја и шари, ами и облеката со шиена од неа имала чудесно својство, така што станува невидлива за секој што не одговара на својата положба или за секој што е глупав. Тоа би била прекрасна облека, си помислил царот. Ке си ја облечеш и веднаш ке видиш кој во царството е неспособен. Згоре на тоа можеш и да ги разликуваш паметните од глупавите. Нека ми исткајат таква ткаенина најбргу што можат. Тој им дал многу пари на измамниците за да ја завршат работата што поскоро. Си ставиле тие два разбоја и се преправале дека работат, иако на разбоите ништо и немало. Без пардон побарале најубава свила од чисто злато, па ќе си ја спакувале в торба и ќе си продолжиле да си работат на празните разбои до доцна навечер. Добро би било да видам како напредува работата, си помислил царот. Но му се стегнало срцето на самата помисла дека оној што е глупав или што не одговара за својата работа, нема да ја види ткаенината.
Иако верувал дека не треба да се плаши за себе, сепак решил дека треба да испрати некого да ја види. Сиот град знаел за својствата на таа ткаенина, така што сите биле нестрпливи да видат колку е неспособен или глупав нивниот сосед. Ќе го испратам кај ткајачите мојот стар чесен министер, решил царот. Некој треба да ја види ткаенината, а тој тоа го умее најдобро од сите. И така отишол стариот министер во салата каде двајцата измамници работеле на празните разбои. Господе Боже, помислил министерот, триејки ги очите. Та јас ништо не гледам. Но не го кажал тоа на глас. Измамниците го повикале да дојдат поблизу. Го прашувале дали се весели боите, убави ли се шарите. При тоа цело време покажувале на празните разбои. А кутриот министер, колку и да ги триел очите, не можел ништо да види, зашто не ни имало што да се види. Господе Боже, си помислил тој, глупав ли сум? Никогаш не сум помислил такво нешто. Само да не дознае некој, да не сум способен за своето место. Не смеам да признаам дека не ја гледам ткаенината. Што велите, а? Прашал еден од измамниците. Многу е сладко, прекрасно, рекол стариот министер, гледајќи низ очилата. Колку убави шари, колку убави бои. Да, морам да му кажам на царот дека на вистина ми се допаѓа. Баш ни е мило, рекле измамниците и почнале да ги кажуваат имињата на боите, да ги објаснуваат ретките шари. Стариот министер слушал и помнел за да може точно да му пренесе на царот. Така и сторил. А измамниците побарале уште пари, свила и злато. Сето тоа им било потребно за ткаенината, но тие работи повторно си ги спакувале. За ткаенината ништо не искористиле, а сепак продолжиле да работат. Навргу царот испратил друг чесен чиновник за да види како оди работата. Ке биде ли скоро готова ткаенината. Со него се случило истото што и со министерот. Тој гледал, но ништо не можел да види. Освен празни разбои, немало ништо друго. И што ќе кажете? Убава е ткаенината, нели? Го прашале измамниците, објаснувајќи колку е прекрасна шарата, која воопшто ја немало. Не сум глупав, помислил чиновникот. Најверојатно не сум способен за својата работа. Чудно. Во секој случај тоа не смее да се забележи. И тој почнал да ја фали ткаенината која не ја гледал и им се восхитувал на прекрасните бои и на преубавите шари. Да, навистина прекрасно, му пренел тој на царот. Во градот веќе почнало да се зборува каква прекрасна ткаенина исткале ткајачите. Тогаш царот решил самиот да ја види, пред ткаенината да биде тргната од разбоите. Тој отишол кај трите измамници со избраната свита, во која биле и двајцата чесни чиновници кои веќе ја виделе. Ткајачите ткаеле со сета сила, иако на разбоите немало ни конче. Прекрасно, нели? Рекле двајцата стари чиновници. Погледнете, ваше величество, колку се прекрасни шарите, колку се живи боите. Тие покажувале на празните разбои, мислејќи дека останатите ќе ја видат ткаенината. Што е ова, си помислил царот. Ништо не гледам. Ужас! Да не сум глупав? Или можеби не сум способен за цар? Леле, колку страшно. Да, навистина е убава, рекол царот. Го одобрувам. Тој задоволно нишал со главата и ги гледал празните разбои, не сакајки да признае дека ништо не гледа. И сета свита гледала и не видела ништо повеќе од останатите, но сите зборувале како и царот. Навистина прекрасно. Па му советувале од таа ткаенина да сошие облека за празничната веселба што предстоела. Прекрасно, чудесно, величествено, се слушало од сите страни.
Сите биле воодушевени. Кралот им дал на двајцата измамници звање рицари и ги назначил за царски ткајачи. Пред веселбата, измамниците ја преседеле цела ноќ шиејки и потрошиле повеќе од 16 свети. На сите им се чинело дека тие брзаат за да го сошијат новото царско руво. Тие пак се преправале дека ја земаат ткаенината од разбоите. Сечеле со големи ножици, шиеле со игла без конец и на крајот рекле: облеката е готова. Царот отишол кај нив со најпознатите дворјани, а измамниците, високо кревајки ги рацете како да држат нешто, велеле: еве ги панталоните, еве го палтото, еве ја и наметката. И така натаму. Лесни се како пајажина, може да ви се стори како да не носите ништо, но во тоа е и убавината на оваа ткаенина. Да, велеле дворјаните, иако и тие ништо не гледале, зашто и немало што да се види. А сега, ваше височество, соблечете ја вашата облека, рекле измамниците. Ке ви ја облечеме новата тука, пред големото огледало. Кралот се соблекол. Измамниците се преправале како да му ја облекуваат новата облека. Го фатиле околу половината, демек му прицврстуваат нешто, а царот си се вртел пред огледалото. Ама убаво стои, леле колку ви прилега, велеле дворјаните на глас. Колку убави шари, прекрасни бои, збор нема, облеката е навистина раскошна. Балдахинот чека на вас, ваше височество, рекол церемонијал мајсторот. Со него ќе одите на веселбата. Подготвен сум, рекол царот. Убаво ли ми стои облеката? Тој уште еднаш се завртел пред огледалото, зашто се преправал дека убаво ја разгледува облеката. Слугите што требало да ги држат полите од царевата облека се преправале дека подигнуваат нешто од земја, а потоа тргнале, тегнејки ги рацете. Не смееле да дозволат некој да забележи дека не носат ништо. И така тргнал царот под балдахинот, а сите луѓе што биле на улиците и на прозорците велеле: ах, новата облека на царот е навистина прекрасна. Леле, колку е убава наметката, а палтото колку убаво му стои. Никој не сакал да признае дека ништо не гледа, зашто тоа би значило дека или е глупав, или не одговара на своето работно место. Ниту една облека на царот не предизвикала толкав восхит. Та царот е гол, извикал одеднаш некој момче. Леле, слушни што зборува, невоспитан еден, рекол татко му. Сите почнале еден на друг да си ги кажуваат зборовите на момчето. Тој е гол, ете, детето вели дека е гол. Гол е, извикал на крајот сиот народ. И на царот му станало незгодно. Тој почувствувал дека народот има право, но мислел и на себе. Треба да останам на веселбата до крајот. Тој почнал да чекори уште повеличествено, а слугите оделе по него, носејќи ја наметката што ја немало. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.